Добро вечер Ресен, добро вечер сопартици и пријатели и поддржувачи. Кој ќе веруваше дека веќе 2 месеци Македонија е на улица? Кој ќе поверуваше дека ниту зимата, ниту снегот, ниту студот ќе не обесхрабри? Кој ќе поверуваше дека илјадници граѓани кои немаат партиска книшка, кои немаат припадност кон една или друга партија, но имаат верба во својата татковина, ќе излегуваат на улица и во најлоши временски прилики ќе знаат да се спротистават на злото кој се заканува на Македонија. Мислеа дека студот ќе не обесхрабри. Мислеа дека снегот или дождот ќе не натера да останеме на улица. Меѓутоа, еве веќе повеќе од 50 дена ние сме тука меѓу народот. Ние сме без бодигарди, ние сме без платеници околу нас. Меѓутоа, ние знаеме дека вистината и правдата чекорат со нас. И затоа ви благодарам што веќе 2 месеци сте на вистинската страна. На 24 декември ги избркаа пратениците на улица. Меѓутоа, тие не знаат дека кога удрија на Дивна, не удрија само на неа, туку удрија на сите оние граѓани на Ресен, кои решија да гласаат и да ја дадат мандат. Кога ги избркаа новинарите, за да не бидат сведоци на срамот, тие не знаеа дека со тоа им покажаа на сите во Македонија, па и на целиот свет, дека решија свесно и намерно да го кршат уставот и да ги погазат сите закони во оваа држава. Ако некој има дилеми, еве од оние кои што не слушаат околу нас, еве ќе ви поставам едно едноставно прашање. Кога сме сигурни дека сме во право и кога знаеме дека правдата е на наша страна, ние немаме проблем со сведоци. Тогаш сакаме цел свет да не чуе и да не гледа. Тогаш можеме да излеземе во центарот на Ресен и гласно и на микрофон да говориме. Немаме проблем со камерите. Не ги бркаме новинарите. Не ги бркаме дури и оние кои мислат различно од нас. Меѓутоа, ако се срамиме од нашите постапки, ако знаеме дека она што го правиме е злочин и криминал, тогаш не сакаме никој да го види тој криминал и никој да не биде сведок на тие настани. Така се однесуваат кукавици. Така се однесуваат луѓе кои што мислат дека само затоа што моќта во моментов е во нивни раце, дека никој нема да им се спротистави. На 24 декември ние се спротиставивме. Ние 42-цата пратеници во парламентот, меѓутоа и оние илјадници граѓани надвор од парламентот. Се спротиставивме и бевме сите заедно спремни, како што и сте и денес спремни, да покажеме дека ние мислиме поинаку. Да покажеме дека сме спремни да се бориме за демократска, нормална и просперитетна Македонија. Денеска ние немаме дилеми зошто некој требаше да биде истепан на тој 24 декември. И знаете како, не им се лутиме на тепачите, ама веќе им се подсмеваме на оние така наречени пратеници кои им аплаудираа. Не ни се проблем бодигардите, проблем се оние кои им дадоа наредби. И тие почитувани ресенчани, и овдека тоа сакам да го повторам, нема да ги заборавиме. Тие нема да ги заборавиме и криминалот од 24 декември нема да го простиме. Некој во оваа држава мора да одговара. Јас на почетокот, како уште еден доказ дека ние не сме ДПМНЕ и дека никој од нас не е како Груевски, ви должам едно извинување. Доцнев на почетокот на овој марш околу 20 на минути. Меѓутоа, бидејќи не сме ДПМНЕ и не сме Груевски, ви должам и објаснување. Знаете зошто доцнам во Ресен? Затоа што кога тргнав од Скопје на време, стигнав одејќи по патот помеѓу Скопје и Велес, за кој потрошија милиони евра.
да го реконструираат и за кои потрошија милиони евра за да направат подпорни зидови и одеднаш морав да запрам. Се срушила, одрон на земјиште. Почитувани сограѓани, почитувани граѓани на Ресен, тоа е слика и прилика на владењето на ВМРО ДПМН. Ке фрлат во вода милиони евра. Нема да поминат месеци, ке се растури тоа што наводно го изградиле. Затоа се даваат 500 милиони евра на Скопје 2014. Затоа се троши лесно, затоа што парите им се туѓи. И затоа мораше да тепаат во собранието, за да ја спречат најтешката дискусија за нив. А тоа е дискусија на многу лесното прашање. Каде одат вашите и наши пари? Каде завршуваат и во чии джебови парите на македонските граѓани? Не можеа да дадат одговор на ниту едно обично прашање. Не можеа да дадат одговор како е возможно да нема пари, да нема денар за Ресен, а се колнеа, да нема пари за откупниот центар, да нема пари за рестартирање на различни производствени линии, а да има толку пари за статуи и споменици во Скопје. Не можеа да дадат одговор на едноставното прашање како е возможно да ветуваат економски препород, а секој ден во Македонија да се живее се потешко. Пред неколку дена во Скопје дојде еден прилевски пазарџија и ми покажа документи. 28.000 евра треба да плати за казни за вишоци од 50 денари во касата. Вчера во Гостивар ни зборуваше на еден ваков граѓански парламент, еден не наш член, туку граѓанин на Гостивар, чија лиценца за возење ја земале. И во секоја општина можам да ви набројам десетина примери на луѓе кои го осетија на свој грб стапот на ВМРО ДПМН. Владеат со страф, владеат со лаги и владеат со казни. И тоа сме го гледале. Сме го гледале во нашето соседство, сме го гледале во други држави. Тираниите кои владеат од страф завршуваат тешко. Завршуваат со многу насилство, завршуваат со многу конфликти, завршуваат со политички кризи, меѓутоа секогаш стапот завршува кај тој што ја почнал војната и конфликтот. И затоа, почитувани ресенчани, ние посакувавме Македонија да најде излез од оваа политичка криза. Затоа што и го сакаме на нашата држава најдоброто. Сакаме во Македонија да се гласа со песна, а не со страф. Сакаме во Македонија одлуките да ги носат гласачите, а не бројачите. Да бидат главни граѓаните, а не директори на некои фондови, директори на подрачни министерства или, не дај Боже, првите луѓе во полицијата. За жал, за Македонија се во ова е мислена именка. И затоа кажавме, единствен излез од оваа политичка криза се фер и демократски предвремени парламентарни избори. Ако се сигурни, ако се спремни, ако мислат дека народот се уште им верува, зошто бегаат од избори? Ако се сигурни дека во Ресен народот е на нивна страна, зошто, кажете ми вие ресенчани, се уште думаат во нивниве канцеларии кој кандидат за градоначалник да го предложи? Па нели народ ги сака? Па нели донеле пари и просперитет на Ресен? Почитувани ресенчани, ние знаеме дека тоа не е така. И знаеме дека секој ден изминат со оваа власт е минус за Македонија. Само во последниве 2 месеци, верували или не, оваа власт се задолжи 770 милиони евра. Секој од нас 400 евра нов долг. Секое семејство 2000 евра долг. Почитувани граѓани на Ресен, каде отидоа овие незаработени пари? Со ваквото темпо на задолжување, 2 месеци, 770 милиони долг, ние не ги задолжуваме веќе нашите деца.
ние до гуша ги задолжуваме нашите внуци. На тоа на 24 декември се спротиставивме. И знаете што ни кажаа? Ама еве, тргнале инвеститорите кон Македонија и Македонија ќе била инвеститорски рај. Ветија дека Охрид ќе биде Лас Вегас, а предпоставувам на изборите ќе ви ветуваа дека Ресен ќе биде Монте Карло. Денеска и таа лага се рача кон субрата Рој, наводно спасителот на вашите соседи во Охрид. Денеска тој човек има блокирани сметки. И сега, од каде да чекаме спас, кога сите спасители на Никола Груевски се покажаа како измамници? Очигледно е дека прстот треба да го впериме таму каде што лежи вината. Во власта, во ДПМН, во Груевски, во министерот за полиција кој знае само да тепа не криминалци, туку пратеници и народ. Во министерот за финансии кој не знае да го чува буџетот, ама знае со раката да дава налог побрзо да се тепаат пратениците. Почитувани граѓани на Ресен, не беше пријатно да ја гледам и да ја слушам Дивна кога излегуваше и ден денеска со здравствени проблеми да го плаќа тој криминал. Ама и Дивна и јас и сите наши колеги излеговме надвор со чист образ. А тие внатре, така наречени пратеници, ги зачуваа можеби фотелите, ама еднаш за секогаш го изгубија и името и образот. Нека им служи на чест и знам зошто не сакаат да се појават пред граѓаните на предвремени избори. Меѓутоа, ја знаете дека ниту во парламентот, ни надвор од него не зборувам во ракавици. И затоа сакам и пред вас многу отворено да зборувам и за проблеми во нашиот двор. Факт е дека Ресен долги години поред беше наш бастион. Доаѓавме, победувавме во првиот круг и ја враќавме назад довербата кон граѓаните затоа што тоа го заслужуваа. Знаете кога го изгубивме бастионот? Не се битни изборите. Меѓутоа, секој од нас во нашето срце е свесен дека го изгубивме бастионот тогаш кога ја изгубивме слогата. Тогаш кога се случија кавги внатрешни, тогаш кога се случија поделби внатрешни, тогаш и само тогаш СДСМ стана плен за ДПМН. Јас сакам да ги повикам и ресенчани. Меѓутоа и сите оние кои некогаш биле во СДСМ, вклучително и нашиот поранешен партиски колега Бузлевски. Дајте да не ја правите повторно таа грешка. Овој премиер владее со делби, не подели помеѓу националности и етнички групи за да тој профитира. Не скара со сите за да тој профитира. Не скара внатре партиски, религиозно по сите основи за да тој профитира. Нема држава која одела напред со кавги. Нема партија која оди напред ако луѓето зад неа се делат. Не е фер ова што го слушам деновиве од ресенчани, дека сега и Бузлевски им ветува наводно брда и долини на наши колеги и наши партиски другари. Пактот со ѓаволот никогаш не се свртува наарно. И затоа знам дека во Ресен многумина ќе бидат на дилеми, ќе бидат полни со резерви што и како да направат. Срцето ќе не води таму каде што е вистинскиот пат. Слога, единство, единство околу кандидатите и луѓето кои покажаа верност и лојалност кон СДСМ, тоа е она што ни е неопходно. И затоа драго ми е и ви благодарам што секоја вечер сте на улиците на Ресен. Ви благодарам заради тоа што тогаш и она што го правиме во Скопје и низ цела Македонија има смисла. Ме прашуваа некои мои пријатели кои не се политичари и не ги интересира многу политика, Радмила, што мајка бараш во оваа проклета професија? Гледаш како е. Некој те тепа, некој те плука, некој те сака, ама лоша е професијата. Им кажав едно нешто и ме подсетувате секој пат кога ќе излезам надвор од Скопје на истата реченица. Кога ќе ги видам вашите лица. Кога ќе ги чујам коментарите, зборовите и поддршката на нашите верни поддржувачи. Кога ќе ја видам вашата жртва
вашата искреност, вашата упорност и вашата храброст, јас сваќам дека ова нема цена. Дека ова е нешто за што живееме и за што секој ден се бориме. Кој не го видел и кој не го осетил, нема да го свати. Кој не почувствувал обврска пред нашите членови и пред нашите граѓани, никогаш нема да свати дека има нешто многу посвето и многу поважно од личните и ситни интереси. На улица сме за да на оваа држава и понудиме нешто подобро. Остануваме на улица се додека битката продолжува. Затоа нека не се мамати, нека не се лажат. Отпорот продолжува, одиме понатаму, а нашата цел ќе не крепи. Да живее Ресен, да живее Македонија.